Денеска заедно со директорот на земјоделскиот инспекторат и со претседателот на Сојузот сме на една кратка обиколка овдека во Прилеп. Посетивме неколку компании на откупните пунктови да ја видиме завршната фаза од откупот на тутунот. За информација, последниот податок е дека се откупени 25,3 милиони килограми тутун од последната реколта. Просечната цена е 419,15 дени. Истиот е во вредност од 170 милиони евра и е 95,6% исплатен према тутунопроизводителите кои што го имаат предадено. Останува уште некоја количина која што согласно динамиката ќе биде во наредниот период откупена. Нормално, секоја откупна компанија ќе има отворено пункти во секој регион до крајниот рок кога трае откупот на тутунот, тоа е крајот на месец февруари. Се она што ќе остане и е вредно за предавање ќе биде откупено од тутунските компании. Повелете дали имате прашања за законските измени, докаде се преговорите, што бараат тутунарите, што бараат откупувачите и што може да влезе во тие измени законски во законот за тутун? Видете, не се тоа преговори, тоа е работна група која што ќе работи на измена на постоечкиот закон за допрецизирање, како што веќе имав споменато, на некои ситуации кои што се увидеа и од последнава реколта, тоа е кога би било почетокот на откупот на тутун, кога бил крајниот рок, околу улогата на Сојузот во договорите кои што треба се склучува. Знаете дека по завршувањето на 28 ќе седи процес на договори, затоа сакаме пред тоа да биде веќе таквиот закон во сила. Нормално, повторувам, секое законско решение ќе биде во дискусија со сите кои што учествуваат во процесот. Тоа се нормално Сојузот кој што ги застапува тутунарите, министерството, откупните компании, се со цел да биде тоа законско решение прифатливо за сите, нормално, првенствено во интерес на тутунопроизводителите. Односно субвенциите секој ќе си останува исто или нешто за наредната година веќе се има некаков план да биде поголеми или откупните цени? Видете, во делот на наредната производна година комисиите на тутунопроизводството, знаете дека во фаза на склучувањето на договори кои ќе дојдат ќе можеме да предвидиме за површини и така натака. Јас како министер очекувам дека ќе го продолжиме трендот на раст на тутунопроизводството. Гледате дека оваа година веќе админуваме и количината од претходната година, затоа што имаме сериозна посветеност како влада и како министерство во делот на оваа земјоделска гранка, затоа што е важна и за тутунарите и за нашата нормална економија, и таквиот прогрес ќе биде во една нагорна линија. Меѓутоа да почекаме да видиме во однос на договорите кои што ќе се случат, во однос на финансиската поддршка кој што ја спрема министерството. Знаете дека месец јануари е месецот кога се носат програмите по кои што работи Министерството за земјоделство. Тоа е програмата за директни плаќања, програмата за рурален развој и уредбите кои што постојат. Уште сме во фаза на носење. Пред 10 дена имав и еден состанок со сите земјоделски здруженија или повеќето земјоделски здруженија и сојузи во нашата држава, на кои што разговаравме за нивни предлози, така да штом ќе бидат официјално усвоени од на владина седница и ќе имаме и една презентација во однос на поддршката и начинот на кој што ќе се дава. Дали има, веќе се знаат препораките или резултатите од контролите во платежната агенција? Што требаше институциите на Министерството за финансии да ги запишат? Добро, тоа прашање го комунициравме повеќе пати, кога ќе има нешто официјално, сигурно ќе ви информирам. Министре, тутунарите велат, и тоа е факт, дека возрастната граница на оние што произведуваат тутун е висока. Како да се привлечат младите да се занимаваат со тутунопроизводство, бидејќи овој сектор веќе прераснува во фармерско производство, не се ситни површини. Има ли некои начини, сте размислувале ли за ова, да се измени нешто и во законот и во правилниците за да можат младите да се привлечат да произведуваат? Видете, ако правиме споредба од минатата откупна сезона и ова сега, гледате дека и во бројките на површина склучени договори, во бројот на договори имаме раст. Меѓутоа јас немам сега информација дали тој раст е на повеќе млади или на повозрастни земјоделци, меѓутоа имаме една нагорна тренд линија. Она што сметам дека треба да биде охрабрувачки за сите млади е она што го посветуваме како држава во делот на регулација на откупот, постигнати цени и така натака, и треба да биде доволен стимул за да влезат во процесот, бидејќи навистина рентабилноста во оваа гранка е доста голема и нормално сигурноста во делот на производството е предвидлива, односно знаете кога ќе произведете, кој ќе го купи, по која цена, субвенциите се тука како категорија кој што помага, плюс оние дополнителни поддршки кои што ги даваме веќе од оваа година, а тоа е зелената нафта која што е во една сериозна количина за секој тутунопроизводител, плюс површинската мерка од 6000 денари по хектар, што вака сумирано
е еден добар показател дека има еднина во оваа гранка и младите луѓе ја ги охрабрувам да влезат во процесот. Нормално и министерството преку останатите програми во делот на распределбата на земјоделското земјиште, аплицирање при оние грантови кои што ги даваме, секаде за луѓето кои што се од младата категорија имаат предност поени за да да бидат корисници на овие мерки. Да, во секој случај, значи ние како Сојуз немаме престанато, нема да престанеме со преговори со откупувачите за почнување на присклучување на новите договори, така да мора први да ги договориме цените, па после да излеза компаниите со склучување на договори. Кои се шансите тутунопроизводителите, а вие како представници на тутунопроизводителите да бидат рамноправни на масата во преговорите, што значи без ваш подпис да не може да се договараат и да се утврдуваат цените во новите договори? Па сега, како што спомна и министер, работната група што го работи законот за тутун, има новини тука што ќе се внеса во тој закон за да ги има Сојузот тие ингеренции, да без договор, односно без согласност на Сојузот и откупувачите да не може да почне да ги склучуваат новите договори. Има ли шанси тоа да се случи? Па јас мислам дека има шанси, ќе обставиме на да издржиме, а се во цел интерес да биде за тутуно производството и на тутунарите, меѓутоа и на компаниите. Ситуацијата годинава е катастрофа. Вода не ни пуштија, навреме, слабо. Према другите години немам тутун. Наполо не е, па негде околу 600-700 кила. Требаше тони пол тутун да несеме. 45 дена вода немаме. Канало се расипа баш во садајнето. Не го завадиме тутуно и тутун нема. Колку сте задоволни од цената и од ова што се најавува дека ќе има одредени промени во законот за да биде цената еве попристапна? Сега колку толку реална, сега толку цената не е како што беше порано и нема одбитоци ваму таму и добро, ама немаме тутун. Тутуно слабо, помалку тутун. Ама квалитетен? Има квалитет тутуно. Има. Сега ови се мина не се како порано ти пример зелен ваков тако сега е жолт тутун, убав. Ама временските услови не зафркна. До година што планирате? Па ќе садиме што да правиме. Повеќе помалку Исто, скоро исто, јас сум сам со женава, толку ќе садам. По околу 4 декари садам, површина, ама не зафркна водата годинава. Останаме без тутун, готово, автоматски. Сега го носите последниот? Последниот. Што не може, че има 200 кила, 150 казна. Од цената не сме задоволни, затоа што мислам дека е ниска, макар што година само прва. Еве сега сме пред новата реколта. Тоа значи дека уште сега треба во договорите да се впише што треба да се направи за повисока цена. Па уште сега треба да се кажат новите цени, ако веќе ги има нови цени. Не кога ќе дојде време за откуп, тогаш да се бара цена. Мислам дека тутунското здружение што ни зема пари, ајде да речам, треба сега да се активира, сега да ни кажи да не склучуваме договори, да склучуваме, ќе бараме нови цени повисоки, не бараме. Колку треба да биде реално според вас? Па, не знам. Да зборувам само така. Колку планирате за оваа година? Па, не знам, јас сум од поситните тутунопроизводители негде колку 1 тон и нешто толку можам да... Толку ми се условите. денеска го носите готово последното? Последниот денески, не. Негде кон 100 и нешто кила последниот. За наредна година планирате да повторно се? Па, ако не служи здравјето, се надеваме. Дали мислите дека тутунопроизводството има перспектива, бидејќи еве има и од Европска унија и Светска здравствена организација, со цената тутунарите не се задоволни. Што мислите вие, што треба да се направи? Па мислам дека нема перспектива затоа што нема кој да работи веќе. Младите го мечат, останавме ние постариви или пензионериве. Од година на година мислам дека се намалува тутунопроизводството.